Локалните избори поминаа, проблемите си останаа. Нефункционални и задолжени општини. Јавни општински комунални предпријатија кои се во долгови, а и се центри за партиски вработувања. Јавни набавки кои мирисаат и на корупција. Етничка, а не функционална територијална поделба. Ќе се промени ли нешто? Дали најавениот ресурсен центар ќе помогне подобро да функционира локалната самоуправа? Многу дилеми, а одговорите ги дава министерот за локална самоуправа Златко Перински. Гледајте не. Да, како што најавив, во овој подкаст ке зборуваме со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Со ова некако ќе го заокружиме делот за локалните избори, бидејќи видовме што се случува, имавме и соочување помеѓу двајцата кандидати, а тоа е кандидатот од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски кој што победи на изборите и кандидатката од редовите на СДСМ, но имавме и анализи на невладиниот сектор што ги даде алатките за подобро функционирање на општините, па имавме исто така и добра анализа на тоа што се случува на финансиско поле од професорот Борче Треновски. Значи овде некако ќе ја завршиме оваа анализа на случувањата во општините, а за тоа ќе ни помогне денешниот гостин, како што рековте, министерот Златко Перински. Добре дојдовте. Благодарам на можноста. Да, вака, значи она што ќе почнеме пред да анализираме за функционалноста финансиска, фискална и административна на општините и што би сменили, што треба да смените. Ајде малце за изборите што помина и нешто што стварно не изиритира нас граѓаните, еве мене лично и моето семејство, мојата сопруга. Прво беше тоа 12 часа после победата на Орце Ѓорѓиевски, наредниот ден комунална хигиена по подолго време дојде да ги испразни кантите што се од нашите куќи, значи ние беа неколку, ајде речеме еден месец неиспразнети. Дојде, на што се должи тоа? Се упикуваат некои од комунална хигиена кај новиот градоначалник? Можело, а не сакале, или едноставно имало обструкции во самото јавно предпријатие, например од симпатизерите на ВМРО или на некои други партии, за да се прикаже тогашното градско раководство неспособно и за да не иритира и ние како граѓани да бидеме бесни на например на поранешната градоначалничка. Што се случи? Зошто? Еве 12 часа, буквално 12 часа после изборите се појавија камионите на комунална хигиена. Па практично ова би го нарекол една потврда на она што ние го говоревме, да бидам попрецизен, ја што го говорев изминативе некаде 3 години, заради тоа што ќе потсетам дека кавгата со веќе поранешната градоначалничка токму почна со оние сплетки кои што сакаше да ги направи во рамки на јавното предпријатие водовод и канализација. И јас уште од прв ден зборував дека рибата секогаш мириса од главата и едноставно тоа и се покажа. По доаѓањето на новиот градоначалник веќе се влезе во една фаза на, ајде да кажам, реорганизација на јавните комунални предпријатија во насока на подобрување на состојбите во рамки на градот Скопје. Што и зашто се случувало во минатото, навистина немам ниту можност, ниту па сакам да коментирам такво нешто, заради тоа што мислам дека се уште се води некоја истрага во делот на раководниот дел на јавното комунално предпријатие комунална хигиена и претпоставувам дека е соодветно да почекаме како ќе заврши целата таа истрага, но во суштина оваа акција која што спроведе новиот градоначалник на Скопје практично покажа и докажа дека Скопје можеше да живее поинаку и во изминатиот период, доколку тоа некој го сакаше. Да, ма некако иритира и сето тоа за 72 часа, па сега се поставуваат прашањата кој сето тоа ќе го плати, бидејќи се земаше механизација, ноќе се работеше, тоа предизвикува и дополнителни давачки, ноќни сати, значи тоа чини, некој тоа ќе треба да го плати на крајот од денот, а дефинитивно нема да го плати ни новиот градоначалник, ќе го платиме ние граѓаните, ама не знаеме се уште како, значи малце иритира и тоа. Моето прашање е, ќе го оставиме тоа кој ќе плаќа, да моите колеги што истражуваат ќе се бават со сето тоа. Мене друго нешто ме интересира во целова приказна. Зошто
помеѓу двата круга се чистеше градот со помош на општините и за општините излегува, а не се чистеше и претходно, односно не се прогласеше кризна состојба со сметот, или зошто не се зема ингеренциите на град Скопје во поглед на комуналната хигиена, бидејќи законот познава такви аватки. Зошто чекавте помеѓу двата круга тоа да се случи? И не оставивте да гниеме во тој смет, да се гадиме и да дојде во опасност здравието на нас граѓаните? Прво не чекавме. Заради тоа што, ако ќе ве подсетам, некаде во првите месеци од превземањето на владата од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата, имавме прилика да ја поканиме поранешната градоначалничка во рамки на владата, да разговараме отворено за тоа кои предизвици се најакутни во делот на ЈСП и во делот на комунална хигиена и како можеме ние како централна власт да помогнеме практично, да видиме како можеме да интервенираме за да се надминат тие навистина несоодветни прилики за нас како скопјани. На тој состанок очекувавме да добиеме една реална слика за состојбата во која што се наоѓаат јавните претпријатија. За жал, јас и по тој состанок одржав еден прес во рамки на владата, каде што истото што сега што ќе го кажам, го кажав и тогаш, ние не добивме никаков параметар дека има некаква аномалија во тековното функционирање на овие две јавни комунални претпријатија, туку напротив нас ни беше кажано дека све е под контрола, дека тамо актуелното поранешното раководство на градот Скопје нема ингеренции, тука си е задолжена оперативно менаџерската структура која што би требало да ги работи тие процеси и така натака. Значи, во суштина, повторно ќе се вратам на основата, а тоа е дека тој кој што е избран од граѓаните, како сакате, од кој агол сакате гледајте на нештата, тој е и најодговорен, најповикан за состојбите не само во градот Скопје, туку и за сите останати општини во кои што функционираат јавни и комунални претпријатија. Тој е одговорен во делот на поставување и назначување на директори. Тој е одговорен во сервисирање на обврските. Не можам да од оваа позиција да кажам зашто или дали можеби некој се чекал да помеѓу првиот и вториот круг да направи некаков потек, но најизразена е акцијата која што се случи по превземањето на градоначалничката позиција. Зошто не одземете ингеренцијата за јавна комуналната хигиена? Тоа сакав да дојдам и практично да како заклучок на моето излагање да биде. Сите опции тогаш ги разгледувавме. Ако ви текнува, имаше една идеја во тој момент комунална хигиена да се расцепка и да се подели помеѓу општините во рамки на градот Скопје. Јас бев првиот кој што кажав дека тоа не е возможно, бидејќи не е по закон. Тоа е првата работа, се збориме за правно-нормативната, а втората работа е за да делите нешто, еве и законот да го овозможува тоа, а не го овозможува, треба да имате увид што имате за делење. Во тој момент комунална хигиена ние не можевме да представиме со каква механизација располага. Тоа би значело дека доколку имало законска можност, која што повторно кажувам ја немаше, некој од скопските општини би добил помалку, а некој повеќе. Би била несразмерна и нефер таа поделба. Тоа е првата работа. Втората работа во делот на функционалност. Јас сум убеден дека доколку комунална хигиена, претпријатие кое што е децении наназад функционирало во рамки на градот Скопје, кога би се поделило во рамки на општините во рамки на градот Скопје, тоа претпријатие би станало нефункционална целина. И последно, да заклучам, а тоа е правниот норматив, а тој е најубаво опишан во Законот за комунални дејности, каде што вели дека исклучиво органот кој што е надлежен за спроведување на оваа активност може да ја одземе ингеренцијата од оној кој што има изворна надлежност за спроведување на оваа активност, доколку јавното комунално претпријатие и вработените повикаат на генерален штрајк, што тоа не се случи. Единствената можност државата, централната власт, да бидам попрецизен, Министерството за транспорт, бидејќи во рамки на негови ингеренции е Законот за комунални дејности, имаше можност да одземе ингеренции од страна на градот Скопје во делот на јавното претпријатие комунална хигиена, е доколку вработените повикаа на генерален штрајк. И тој генерален штрајк влезеше во сила и така натака. Но... Во тој случај, само да завршам, во тој случај државата ќе употребеше механизми кои што на сметка на градот
повторувам, на сметка на градот, значи немаше да се плаќаат од централниот буџет, градот ќе требаше да ги превземе финансиските врски, а централната власт преку ресорниот министер да ги спроведе и реализира на терен. Тоа не се случи и ние немавме законска можност тоа да го направиме. Но во кризна ситуација, воредна и кризна ситуација, можно исто така централната власт да одземе ингеренции на општината. Ова е единствената можност по која што можеше да се одземат ингеренциите за А како го чистевте помеѓу двата круга град Скопје? Како општините чисте, како се активира? Одеднаш може, на пример не може пред двата круга. Како се активира? Ајде да го рачистиме, тоа мене многу ми е нејасно. Не, ворете све тоа што ме прашувате, но ме прашувате за многу различни работи. Да, окей. Првото е централната власт. Ако направиме една ретроспектива од распишување на изборите до се уште незавршените избори, не направила ниту еден, како да кажам, потек со кој што би можел да ја наруши легитимноста на изборниот процес, а камоли да земе да чисти во рамки на општините каде што се бираат градоначалници. Тоа би било веќе нарушување на изборниот процес. Зел се реше, се донесоа одлука, тоа што не можеше претходно. Зошто тоа не беше решено пред изборите, бидејќи нас кризата ни е 6 месеци, не ние нас помеѓу два круга нечистењето на Ќе ве потсетам, нас кризата ни е повеќе од 2,5 години. Добро, јас зборувам за кантите, она што го гледам и на контейнерите. Сега не за криза, за тоа политичките препукувања. Јас зборувам, ние граѓаните 6 месеци имаме проблем со изнесување на сметот и на Повторно ќе ве потсетам, уште пред 2 години скопските градоначалници пробаа сами да го исчистат сметот, па поранешната градоначалничка им ја затвори рампата во Дрисла и не можеа да го одложат тој смет кој што го собраа од нивните општини, иако немаат право тоа да го прават, иако тоа е единствена надлежност за таа акција да се спроведе градот Скопје преку јавното комунално претпријатие Комунална хигиена. Значи овој процес е генеза на проблеми повеќе од 2 години. Така да не се само 6 месеци. Јас немам можност да зборам во име на ЗЕЛС или во име на градоначалниците, јас можам да кажам од позицијата која што ја во моментот ја застапувам. А тоа е дека централната власт ниту пред изборите, ниту помеѓу изборите, ниту се уште сега, додека официјално изборите не се завршени, немала можност, ниту намера, ниту па размислувала некако да интервенира во тој дел. Во суштина, повторно ќе се вратиме на она што е основа. Имаме промена на градоначалник во град Скопје и веќе гледаме разлика. И да не се лажеме. Има уште многу работи кои што Орце треба да ги спроведе во градот, за да градот Скопје заличи на една градска метропола. Јас сум убеден дека тоа ќе го направи во периодот што следи. Како тоа ќе изгледа? Ајде сега одиме, нема да збориме за град Скопје и за Орце Георгиевски, бидејќи подкастов се однесува на сите 80 општини и на град Скопје, значи 81 вака формацијски. Но мене многу ме интересира во предизборието и во изборието многу ветувања, сериозно многу ветувања. Како ќе се реализираат сите тие ветувања и дали у суштина ќе гледаме по секоја цена спроведување на ветувањата на штета на останатите функционалности на општината и на квалитетот на услугите, или да се почнат до исполнување на ветувањата, или ќе се прави селективно исполнување на ветувањата, бидејќи не ќе може сите да се реализираат, бидејќи според онаа што се гледа дефинитивно премногу големи обврски се земени од страна на градоначалниците, односно се ветени и за исполнување. Што ќе се случи, бидејќи ве прашувам вас, вие сте од централната власт, но вие сте исто така најголеми победници на овие избори, имате 54 општини освоено, така што како ќе граѓаните ќе излезете со вакви сериозни обврски што преземавте? Па јас мислам дека граѓаните кажаа многу јасна порака на овие локални избори, а тоа е дека поддршката на политиките кои што ги декларира владината коалиција предводена од ВМРО ДПМН се исправни и поддржани и практично се нивниот избор и за политиките кои што се спуштаат на локално ниво и токму така како што и кажавте вие, ВМРО ДПМН освои 54 градоначалници плюс градот Скопје, што значи 55 и кумулативно ако собереме заедно со коалицијата, ние сме некаде на нешто мислам дека сме околу 66 градоначалници, ако ги земеме тука 9 градоначалници на Влен, едниот на Знам, независниот од Струга кој што секако беше поддржан од страна на Влез, и тоа е сериозна голема одговорност која што ни е дадена на нас како владина коалиција, како владеачка партија која што ги предложила најголем дел од овие 66 градоначалници, тоа е навистина голема одговорност. Но морам да ве вратам малце наназад и да кажам
не само декларативно, туку и суштински, дека оваа влада, како никогаш досега, дала финансиска поддршка на локалните самоуправи во делот на реализација на проекти на инфраструктура. Се надевам дека подоцна ќе имаме и повеќе време да ги дообјасниме. И мислам дека тоа беше препознаено од граѓаните и поддржано со цел во иднина да продолжи таа комуникација на поддршка помеѓу владата, помеѓу централната власт и локалните самоуправи. Одговорноста не е само во моментот во централната власт, туку градоначалниците, дел нови, дел веќе и со втор мандат, навистина превземаа сериозни обврски да се ги спроведат своите програми. Јас сум повеќе од убеден дека програмите во најголем дел ќе се реализираат затоа што на граѓаните веќе им е преку глава од декларирање на непродуктивна политика. Јас многу пати и во формални и во неформални разговори ова го зборам. Заврши приказката кога некој ќе седне на интервју, ќе каже се што ќе му текне да каже и потоа ќе замени и заборавил што кажа. Тоа веќе не проаѓа, верувајте ми. Но еве, одлично го кажавте ова, поддршка од централната власт на локалната, 66 градоначалници ќе добиваат поддршка. Но Сите ќе добиваат поддршка. Да, добрете, сите, но една од забелешките во најновиот извештај на Европската комисија е токму дека локалните власти се зависни од централната власт. Односно немаме вистинска децентрализација, односно не се слободни, им зависат од парите од централната власт. Малце не е на добро вака кога не кара Европската Унија, а се покажува и дека тоа се у суштина се покриваат добар дел од слабостите на работењето на општините од страна на централната власт. Во суштина се губи и основната идеја на децентрализацијата, тоа е општините сами за себе да се грижат и да даваат услуги на граѓаните што поквалитетни. Вака повторно доаѓаме до зависност од централната власт и чуму тогаш да имаме општини кога владата ќе биде семотња и нека работи она што мисли. Јас, ако би дозволите за Да, извештајот на да го Европската зборувам комисија. визави ова што го кажавте, Да. поддршка од владата. Па ќе се вратам на суштината. Морам да ви кажам дека јас сум многу среќен за коментарот кој што се однесува на локалната самоуправа и регионалниот развој во делот на извештајот на Европската комисија, затоа што споредбено со 24-та, каде што многу прецизно кажува дека нема никаков напредок во делот на локалната самоуправа и во делот на регионалниот развој, во 25-та таа слика е сменета и кажува дека има одреден, ограничен напредок во делот на комуникацијата помеѓу локалната и централната власт, во делот на спроведување на акцискиот план 24-26 и во делот на спроведување на програмата која што се однесува на периодот 21-26 година. Тука да не заборавиме и што направи оваа влада во изминатите 15 на месеци, а тоа е дека, и тоа е нотирано во извештајот за 25 година, а тоа е дека направи еден предлог закон за локална самоуправа, предлог системски закон, преку еден процес на инклузивност на сите засегнати страни. За жал, се уште стои во собраниските процедури, но тоа се е нотирано и поздравено во европскиот, практично во извештајот од Европската Така. Но еве ги забелешките, баш ги комисија. видов и јас забелешките, пак се Имам пред мене. Еве, сеопфатна реформа на единиците на локална самоуправа. Диалогот и координацијата меѓу централната и локална власт е слаба. Потребно е подобрување. Финансиската одржливост на општините е Сега ќе дојдеме проблематична. до тоа. Многу општини се со недостаток на средства и зависат од централната власт. Точно токму тоа што ви го кажав. Ова се забелешките. Сега ќе дојдеме до тоа. А се ова што го наведуваме е лоша, слаба услуга на нас граѓаните. Неисчистени улици, лош Сега. јавен транспорт, се лоши градинки, лошо образование, се што треба да добиеме Сега од ќе нашата дојдеме општина. едната од суштинските измени на предлог измените на Законот за локална самоуправа беше да не ни се повторуваат аномалии во делот на избрани градоначалници кои што не соодветно извршуваат својата функција. Тоа е референдумот за отповед на Можноста за градоначалник. отповед, Тоа е суштина. Значи тоа е сериозна реформа. За жал, оние кои што имаат најмалку градоначалници, најмалку потенцијален ризик за да им сменат некој нивни градоначалник, се тие партии кои што не го гласаат предлог законот за локална самоуправа во рамки на собранието, но тоа говори за нив. Не сакам да трошам време и енергија на нивните политики. На крај на денот граѓаните многу прецизно кажа што мислат за тоа согласно резултатот кој што го добивме на последните локални избори. Во делот на
финансиската, ајде да кажеме, зависност условна од централните институции, која што би требала да биде декларирана согласно процесот на децентрализација како финансиска независност, за да може да ги ревностно исполнуваат сите оние изворни надлежности кои што се опишани во Законот за локална самоуправа. Ке ве потсетам, пред можеби 6-7 години, минатата влада даде една мерка, како превентивна мерка, помош и така натака, во дел на трансфер на финансиски средства од централниот буџет до општините за покривање на загуби. Тоа се случи, не ме држете за збор која година, но се случи. Се издефинира најголемите должници во рамки помеѓу општините. Тоа е во 2017 на два пати, а тоа е Тевдовски го направи, после од ТАФ мислам дека пренесоа пари во вториот дел, некаде 50 плюс 50 околу 100 милиона за да ги закрпат дупките што се со децении правено. Се испадна дека се зголемени тие дупки во буџетите, сега ги гледав податоците. Тоа е тоа, мислам, математиките се прости и болни. Така е, со тоа директно стимулирате неработење. Затоа што истите тие општини, кои што во тој период беа најзадолжени, сега се повторно. Значи, повторно се враќаме на тој систем на неказнивост. Првиот погрешен пристап во македонската политика е системот на неказнивост. Што направи оваа влада? Ги виде проблемите со кои што се соочуваат општините. Она што беше во квантум на средства дозволиво од страна на централниот буџет да се трансферира на локално ниво, се трансферираше и се рече, еве ви средства, врз основа на ваши потреби и ваши проекти, имплементирајте ги овие средства. Не врз основа на тоа што државата смета. Токму за да не се наруши процесот на децентрализација за кој што вие велите. Да. Само уште една работа за да ја завршам мислата. Вториот аргумент ми е, при тоа изворните буџети на локалните самоуправи воопшто не беа чепнати. Значи, како што им стојат изворните буџети, така им останаа. Тоа значи дека со тие средства можеа да покријат некоја обврска, да помогнат на некој јавно комунално предпријатие и така натака и така натака. Повторно ќе се вратиме на аргументот дека рибата секогаш мириса од главата. Можноста и успешноста на менаџментот на општината е тој кој што креира одлични или погубни финансиски политики. Во суштина, ако проблемот е само финансиски, еве на овој начин можеби и ќе можеме да го надминуваме. Но согледавме уште една друга работа, а тоа е можеби имаме се уште општини каде што немаме доволно капацитетност во рамките на вработените да се спроведуваат изворните надлежности. И тоа ќе го субституираме сега со ресурсниот центар. Да, така збориме за ресурсниот центар, но овде влеговме во длабокото сега околу финансиите. Нема крај оваа тема. Нема крај, но да, ова е подкаст каде што ги прашуваме каде се парите и многу ме интересира. Време е за првата пауза, ќе направиме првата пауза, но ќе се вратиме на сево ова, бидејќи ги гледам бројките што се дадени за општините, но тука доаѓаме до многу подпрашања, зошто да се дадат толку пари, капацитетноста за спроведување на тие проекти, за зависноста, се тоа ќе го збориме веднаш после паузата. Значи, тука ја завршуваме првата третина од подкастот, останете со нашите пријатели што го возможуваат овој подкаст и вратете се да не следите, бидејќи повторно ќе влеземе во длабокото, односно каде се парите ќе ги бараме по општините и да видиме што може да се промени. Останете со нас. Ме сака? Не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка.
Да, по кусата пауза се враќаме повторно во студиото, разговараме со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Веќе влеговме, како што реков, во длабокото за парите и малце не се согласуваме околу тоа финансиската зависност на општините од централната власт. Не се согласува со тоа исто така и Европската комисија која што исто тоа го нотираше како голем проблем во државата, односно на релација централна власт и локална власт. Еве сега зборувавме, завршивме некако муабетот со тоа колку даде централната власт за башка проекти за да не се чепнат основните буџети на општините. Еве во 2024 програма А, што фамозната програма А, да, 74, скоро 75 милиона евра се дадени, а во 2025 се предвидени 225 милиона евра, при што еве имам некои податоци што ни го овозможи министерството, благодарам, мислам за транспарентноста, колку се завршени, на пример во 2024 се завршени 185 проекти, односно 64% од проектите се завршени од овие 74 милиона, 75 милиона, воведени во работа се околу 98, односно 34 и нешто не започнати се 4 без започнување, односно без започната јавна набавка е 1%, ова се добри резултати. Еден проект е така е. Еден проект е, сега доаѓаме до 2025 и овде мене многу гледаме дека малце послабо стојат работите. Склучени договори има за 59-60%, значи за 489 проекти од вкупно 828 или вкупната сума е 225, но нема веќе суми овде колку има само распоредба колку ќе добие, нема од реализацијата. Но моето основно прашање е, ова се големи пари за релативно нефункционални општини кои што нивните јавни предпријатија прават долгови и не можат да испорачаат услуги за граѓаните и не можеле да ги направат ни улиците ни тротоарите претходно, а зошто би ги направиле сега? Со оглед на тоа за колку големи пари треба голема и оперативна инфраструктура, односно фирми кои што или се во обект ЛНК работат на проектот, или сега се чека да се почне во 2026 година, кога ќе треба да се реализираат овие проекти, ќе треба да почне и железницата да се прави. Кој ќе ги прави, кој ќе ги троши овие 225 милиони? Дали ќе останат само стерилизирани средства без да се види никаков ефект? Па ние се надеваме дека овие средства ќе ги троши и имплементира македонски градежни компании, со што ќе се стимулира практично и развој економијата. Но ќе ми дозволите само една минута да објаснам за да, ова е подкаст, разговараме, значи ова не е испрашување, не е интервју, ова си разговараме за вакви теми. Ќе се вратам на овие бројки од првиот и вториот јавен повик, но многу е битно да кажам покрај овие две работи, во делот на финансиската помош и поддршка на општините, во делот на креирање на ресурсниот центар, трета аномалија која што беше најсуштински детерминирана од наша страна, тоа е во делот на собирање на сопствени извори на финансирање од страна на општините. И тука видовме огромни аномалии, поготово кај оние локални самоуправи кои што највеќе должат. Зашто? Заради тоа што не соодветно го колектираат својот приход од сопствените извори на финансирање. На почеток на 26-та година превзимаме обврска да со сите локални самоуправи им пружиме рака, им пружиме помош, да им ги ажурираме пред се базите на даночни обврзници. Видете, од една страна ние велиме дека општините немаат пари, а од друга страна недоволно го искористуваат својот потенцијал за да соберат пари кои што по закон им следуваат. Затоа државата, оваа влада, им дава можност сите оние локални самоуправи кои што сакаат, бидејќи согласно процесот на децентрализација ние не можеме да ги натераме, кои што сакаат, државата преку Министерството за локална самоуправа, најверојатно тука ќе биде вклучено и Министерството за дигитална трансформација, да им ги ажурира на базите на даночни обврзници, за да можат да го зголемат сопствениот приход на средства. И на тој начин, во иднина, нема да имаме ние потреба од финансиска помош и подкрепа од страна на централниот буџет, туку ќе можат сами да си ги собираат истите тие средства. Само за илустрација, согласно проценките на Министерството за финансии, баш од овие причини, за тоа што не соодветно колектираат одредени локални самоуправи, не велам сите, несоодветно колектираат сопствени извори на финансирање, на годишна основа општините во Македонија губат помеѓу 100 до 120 милиони евра, колку што кошташе првиот јавен повик. Сега ќе се вратиме
Ајде, ред. морам да ве потпрашам. Во ред. Зошто до сега не се направи тоа подобрување на собирање на изворните приходи, бидејќи 42 општини ги имавте вие и претходно. Значи сега имате 55, 42 имавте до овие избори. Одма ќе ви Зошто не се подобри? Туку сите истражувања на колеги новинари, на професори од факултет покажуваат дека има добри општини, независно Така. од политичката провиненција, Така. некаде се и опозиција и власт, се тоа, но поголемиот не сака тоа да го направи. Сива зона е. Одма- Зошто сега од 26-та тоа ќе Одма го ќе ви сака? кажам. Треба да го поставите, мислам, И зошто сака доброволно? Многу е Зошто би соодветно сакале? прашањето, меѓутоа најсоодветен одговор треба да даде владата пред нас. Само една работа ќе ви кажам. Ажурирањето на базите на даночни обврзници предвидува проценка на целиот имот кој што е во рамки на една општина. Значи треба да се проценат сите имоти, сите недвижни ствари во рамки на општината за да се дојде до процентот на даночна основица на кој што треба да се издаде практично решение за наплата на тој имот. Тоа е многу скапо самите општини да го направат заради тоа што тие податоци треба од сопствени буџети да ги платат кон Агенцијата за катастар. За државните органи таа услуга на катастарот е бесплатна. Зашто некој од моите претходници, некој од претходните влади ова не го согледало и дека можело на наедноставен начин да им помогне на локалните самоуправи? Сега сакате Тоа да не можам кажете да дека одговорам. општината не комуницира со државниот катастар кој што ги води Не. имотот на цела држава. Комуницира. Комуницира вака. Имотот, например, јас сум општина X и сакам да знам што ми се случува на целата територија на мојата општина. Јас треба да платам за сите податоци за мојата општина. Во овој момент. Услугите комуницира, значи катастар и општините не може да не комуницираат, Добро, но- бидејќи базата на катастарот не може да се пуни. па како не ги без- немаат податоците општините? Сега ме збунивте, затоа ви го Значи, поставам за да прашањето. направите репроценка на имот, тоа е многу скапа и масовна операција. Прво треба да ја имате целокупната ажурирана база која што ја има само Агенцијата за катастар. Која За ги да- го зима од општините, а општините возвратно ја немаат. Малце не ми е логично. тука Мислам имаме- нешто дека е Не, тука имаме препродажба на имот, тука имаме наследни постапки и така натака. Значи тоа е процес кој што постојано треба да се ажурира. Тие податоци за да ги доби една локална самоуправа, за таа услуга на Агенцијата на катастар треба да плати сериозно големи во средства. суштина еднострано, општините си ги полнат, катастарот си го полнат, општината има увид делумно, не нема она што е тековно што се случува. Затоа што во меѓувреме се случуваат промени во рамки на имотите. И зашто ако јас ги полнам им давам услуга на катастарот кој што врз основа на тоа после и прав, зашто е да немам нати дај ми момент да можам да го користам и тековната промена. Согласно закон, институциите кои што се на прва линија, а тоа се министерствата, имаат можност да ја користат оваа база од Агенцијата за катастар бесплатно. И тоа ние ќе го направиме. Ние ќе ја земеме базата, ќе ја дистрибуираме кон општините, ќе ги ажурираме вредностите во рамки на проценките, она основицата на данокот и понатака ќе им ги дадеме ажурирани бази на локалните самоуправи во делот на општинските совети да си проценат по која стапка ќе Ако не ќе сакаат креираат. тоа да го направат? Ако не сакаат, ние не смееме да им наметнеме ништо. Да, ма еве сега Меѓутоа- морам да ви кажам ова е бегање од одговорност. Не, Зошто не. не им скинете блок дотации? Тоа Не сакам сакате, да ви фала, кажам. многу Тоа пријатно сакам да ви гледање. кажам. Тоа имено сакам да ви. Меѓутоа во иднина тој критериум ќе биде основа за прераспределба на средства од страна на централниот буџет, затоа што не е фер некој постојано да ве рани, да ве кредитира, вие да глумите дека сте самостојна локална самоуправа, а од друга страна да сте финансиски зависна од било каква помош и поддршка, а она што можете сами да го колектирате да се правите, па ја не знам, се овој ми е комшија, не ќе да му фактурирам данок на имот, овој ми е роднина и така на. Тоа веќе нема да проаѓа. Кога ќе го ајде сега еве интересно ми е ова дека го најавувате, Ова е кога ќе суштина. го воведете? Кога ќе го воведете? Има ли рок која општините треба Има. да знаат Има, дека ќе веќе биде. нема да може да простуваат? Ние, бидејќи е навистина голема и масовна операција, да го репроцените практично целиот недвижен имот во рамки на Република Македонија е навистина масовна операција. Она што ние како таргет го имаме зададено е дека овој процес ќе го правиме фазно по години. Тоа е 26-та, 27-та, 28-та. 26-та ќе ги утврдиме оние локални самоуправи кои што ќе сакаат да учествуваат во процесот. А ја не можам да најдам логика зошто некоја не би сакала
Јас наоѓам 1000 логики зошто не би сакал, бидејќи сакам да можам да си го штитам гласачкото тело, кој што утре треба пак да ме гласа. Ама не можете да го штитите гласачкото тело со тоа што нема да фактурирате данок на имот, затоа што ако немате пари не можете да испорачате услуга за тоа гласачко тело. Па не испорачуваат, па добиваат избори. И сега имаме лоши услуги, па си ги добиваат изборите. Малце ќе мрднат нешто, централната власт, односно вие ќе им фрлите паричка и ќе победат на избори. Сега ние се Тоа е трудиме- логиката, политика до сегашната. Видете, ние се трудиме да воспоставиме систем, значи да ги смениме оние погубни политики кои што генерирале недоследности, Така. финансиски минуси и така натака, на било кое ниво. На било кое ниво. Овдека немаме директна ингеренција затоа што се работи за локални самоуправи. Она што можеме да го направиме, тоа и го правиме. 26-та, првата половина ќе ги детерминираме кои локални самоуправи ќе влезат во овој процес, затоа што понатака со оваа детерминација локалните самоуправи ќе треба да превземат и обврска редовно да ја ажурираат таа база на нивни даночни обврзници, затоа што навистина е невкусно државата да плати одредена сума на средства за да им се ажурираат нивните даночни бази, а они веднаш по добивањето на ажурираната даночна база да престанат да ја ажурираат, нели? Така да они ќе си превземат и дополнителни обврски. До 28 планираме овој процес да заврши. Од кој ќе заврши? Веќе ќе биде и основа како критериум во дел на трансфер на средства преку програмите во рамки на централната. Дали со ова суштина ќе се отстрани еден од големите проблеми што професорот Борче Треновски овде го кажа во овој подкаст, а го каже и на други емисии што го следам, бидејќи исклучително го ценам професорот и следам секој негов настап, но го кажа едно е планираното колку имаме да собереме, а друго е колку вистински може да се собере. Бидејќи јас може да планирам да соберам 100 милиона на пример денари, но тоа не значи дека толку е вреден имотот, на пример данок на имот во општината, туку може да е милиарда денари тој имот, но јас си проценувам дека ќе соберам само 100.000. Дали со ова ќе се отстрани субјективната проценка колку да се собере данок на имот или друга изворна давачка од страна на општинските раководства, кога ќе имаме ваква една алатка? Апсолутно. Во делот на даночните можности за прибирање на средства од сопствени извори на финансирање ќе се отклони во целост заради тоа што сето ова го работи софтвер. Сето ова е предвидливо и нема човечки фактор. Значи, од кој ќе се ажурира базата на даночни обврзници, софтверот издава даночно решение и стига на имейл адреса на корисникот, кој што по електронски пат може и Значи мене ќе ме најдете секаде кај што сум собственик и секаде ќе ми фактурирате данок на имот, на пример, или било до друга давачка што има. не само на вас, и на мене. Да, добро. И на мене, на сите граѓани, сите. затоа што тоа е чесен пристап. Сега во моментот имате граѓани кои што плаќаат, имате граѓани кои што не плаќаат. Сега општината ако не сака да се приклучи во ова? Тогаш ќе имаме аргумент како централна влада зашто да не ја помагаме во иднина. Значи морате вие да Обстоите ли на тоа да не ја помагате во иднина, Ама бидејќи ќе видете сега дојдат избори Теменугов, ке ние знаете се збориме како? многу реал политика сега, најреал. значи Најреал. еве доаѓаат избори, не сака општината ништо да спроведе, а вас ви е важна бидејќи од таму произлегува моќта на секоја партија затоа што има партиски вработувања во јавни претпријатија, можност преку јавно претпријатие некој тендерче ово она да се вработи па земе некоја паричка. Значи зошто дојдат локални избори, Сега, зошто да го направат сега? Знаете како сега ние не можеме да кажуваме овдека на масава аргументи кои што можеби би требало да ги каже некоја друга институција, тоа е јавното обвинителство. Добро, окей. Сакам да кажам една друга работа. Реална политика, Веќе доволно сум во јас знам дека сте новинарството, многу долго во новинарството и знам дека ги знаете процесите, но верувајте ми се трудиме да смениме нешто. Добро. Најлесно е да оставиме како до пред 2 години. На кој му треба, ало, слушај, дојди вамо, тамо, не бива така веќе, значи толку е готово. Подоле не можеме да одиме, значи стварно се бориме со ситуации, ние знаевме дека ќе наследиме лоша ситуација. Ама ова е подоле од дното. И мораме да направиме систем не само во делот на локалната самоуправа, во делот на регионалниот развој, во делот на функционирање на сите институции мора да има правила и прописи на игра. Тоа што вие го кажувате дека ако некој седи со скрстени раце 4 години, зошто јас како негов гласач би го трпел? Тргам сега политика. Ова ви го кажувам искрено и од душа, значи не ви кажувам некоја приказка или басна. Ова ни е нашиот аргумент во рамки на влада да направиме некакви потези кои што ќе ги сменат системски работите.
Добро. Значи едноставно не може повеќе. Значи 2028 да очекуваме Епа, дека општините ќе се приклучат кон точно. ова, ќе го имаат сите 80 општини град Скопје ќе имаат апдейтувана, ажурирана во реално време Да. база за нивните изворни Така е. приходи и ние како граѓани ќе бидеме ќе мора да платиме врз основа на одлука на Советот Така е. одредена сума. Така е. Тука Советот ќе се решава кој Висината колку на стапката на даночување. Да. Али сите ќе бидеме опфатени. Така Ако е. во мојата општина има на пример 10.000 жители или Така е. 100.000 жители, сите ќе добиеме Така е. за се што имаме. Без право на субјективитет. Без Без да градоначалникот може да смени во софтверот да не се издаде решение, но ќе стои трак. Ќе стои трак. Да. Ако смени, што ќе правиме? Ќе има ли одговорност? Па видете сега. Тоа ми е мене најголемата болка, сега морам вака и максимално искрено да се обратам. Значи, јас на 42 градоначалници во минатиот мандат и 66 во овој мандат. Министерството за локална самоуправа, оваа влада носи закон за референдумски отповик за градоначалник, за да не ни се случуваат градоначалниците да го имаат комодитетот кој што досега го имаат. Видете, градоначалниците мене ми се пријатели, мене ми се полен интерес на работа, на секој моја атомна енергија. Но не можам да прифатам дека кога некој ќе ги изгласа на избори, имаат 4 годишен мандат заштитени се како бели мечки. Единствена јавна функција во државата, која што на овој начин е заштитена, е само градоначалникот. Не можам да дозволам системот да не може да направи ништо во тој дел. И сега јас тоа го предлагам, сакам да ви направам една паралела дека овие искрени се намери од наша страна. Значи, навистина сакаме да ги поставиме работите на рамноправна и фер основа и да бидат одговор на граѓаните. Не како ние сме си замислиле во глава. Да. Ајде, пак политика ме интересира, мене иако економија. Сега моментот поврзано е пак со економија, бидејќи се што прават политичарите е заради некои економски придобивки во суштина или за да може да одмет да брцнат или сето тоа. И тоа го заборив да ви го кажам, но ќе ви го кажам. Значи поентата ми е дали вашите градоначалници или сите градоначалници, не мора вашите, сите 80 градоначалници плюс 1 ќе сакаат да влезат во овако искрен процес и да го завршат тоа, бидејќи на крајот од денот ќе сакаат да се зачуваат фотелјата и да се зачуваат добро да се функционираат во локалната заедница, на крајот од денот да си имаат некој комодитет. Сите овие предлог измени во делот на Законот за локална самоуправа кои што се во собраниска процедура се поминати на еден инклузивен процес во консултација кој што траеше повеќе од 6 месеци со сите засегнати страни, вклучувајќи ги и градоначалниците. Ниту еден, повторувам, ниту еден, без разлика дали бил од страна на ВМРО, ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ и така натака, не се противеше на овие предлог измени и оваа можност за ажурирање на бази на даночни врсници. Напротив, сите ги поддржа. Така. Еве, тоа тука се Од делот парите. на ризикот, пошто за парите, Да. тука мислам дека е најинтересно и за гледачите, каде се случува најголемиот гап помеѓу планираните, остварените и реализираните. Поентата е што, кога се креира еден општински буџет, ќе одиме со заокружени бројки за да стане јасно за гледачите. Да речеме на приходна страна, се проектира дека ќе се соберат приходи во висина од 100 милиони денари. На расходна страна, се проектира дека трошоците за оваа година ќе бидат 100 милиони денари, бидејќи не може да ја надминат приходната страна. Што се случува? Заради несоодветно планирање, приходната страна не се полни до крај, не се реализира 100% и од планирани 100 милиони се симнувате на реализација, да речеме, на 80 милиони. Но при тоа расходната страна секогаш останува на 100. на 100. Тука е гапот. Тука настанува гапот и тука е моментот кој што треба да се работи со градоначалниците во делот на едукација. Што е нешто, на крај на денот затоа имаат оние служби. Меѓутоа, до менаџерите, овие работи да ги знае и да ги увиди дека ако реализацијата не му се исполнува согласно планот, треба да намали од процентот на реализација на расходната страна. За да не ни се случува оваа диспропорција и да ни се јавува гап, тоест долг. Има сега доаѓаме повторно на првото прашање, многу ветувања треба да се исполнат, а парички нема, бидејќи нема основа. Парички има, само што несоодветно се колектираат. Јас со две раце потпишувам дека пари има. Со две раце. Значи јас ви кажувам, имаме општини кои што имаат под 50%,
под 50% собрано собствени извори на финансирање. Така, од И планираното. Од планираното, а не од максимумот што може. Да, а од плюс планираното. да, и плюс несоодветно ажурирана база на податоци. Значи таа плюс ќе падне тој процент. Така. Океј, тука е време за втората пауза, веќе начнавме за парите, ќе одиме малце за јавните предпријатија, кои што се многу интересни во поглед на тоа колку се задолжени, околу 200 милиона евра должат, а вкупно на државно ниво со 700, а 200 милиона се само јавните општински предпријатија. Ќе зборуваме за нив и ќе зборуваме за многу битно прашање, мене ми е ресурсниот центар и капацитетот на општините, и со тоа ќе финишираме, но време е за нашите пријатели на подкастот уште еднаш да ги видиме, па да се вратиме со муабетот со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот, финишираме трета третина со разговараме со министерот за локална самоуправа Златко Перински. Значи малце така се цимнавме, што би рекле онака. Во разговорот имаме различна перцепција на работите, бидејќи јас сум граѓанин, вие сте политичар, но добро, се надевам дека тоа што го најавивте до 2028 дека општините ќе имаат реален увид во тоа колку имот имаат на располагање и да го даночат, и дека тоа ќе биде деперсонализирано и секој граѓанин што има било какво имотче или каква било обврска кон општината ќе мора да ја плати, ќе се оствари, јас се надевам дека тоа така ќе биде, но доаѓаме до едно горливо прашање, а тоа е слабите капацитети на општините. Зборевме дека имаат проблеми со првин со проектирањето на буџетот, со собирањето, гледаме дека има и послаби наплати од она што го проектираат, а не што вистински треба да го наплатат, но голем проблем е освен долговите на општините кои што се некаде околу 100 милиона евра, под 100 милиона мислам дека во момент, со големите долгови на јавните предпријатија. И многу е кои што лошо работат и тоа остава две прашања, се поставуваат две прашања. Дали првино е исклучително лош менаџмент, па затоа имаат загуби. Второ, дали услугите што ги даваат се потценети, односно намерно се движат ниско цените на услугите за да нема револт кај граѓаните, или онаа што останува дека некој си ги лапа парите, ги краде. Тоа се некои од варијантите за тоа што се случува во јавните предпријатија, кои што исто така според сите анализи на мои колеги се и добра можност за партиски вработувања. Тоа треба обвинителството да го каже, затоа што секое одговорно лице на било која не само јавна институција во рамки на локалните самоуправи, туку на било која институција си сноси одговорност за своите постапки, така да тука не би навлагал. Инаку во право сте, уште еден огромен предизвик би го нарекол за локалните самоуправи се јавните комунални предпријатија кои што имаат ложено долгови низ годиниве наназад. Јас имав прилика на едно мое патување во Словенија и во Љубљана да го видам одблизу нивниот пример како функционираат нивните јавни комунални предпријатија. Сето тоа го имам разработено и детално е практично изграден еден реформски процес како би требало да се редефинираат јавните комунални предпријатија со фокус на градот Скопје, бидејќи тука можеби се најакутни проблемите, бидејќи и најсериозни и најголеми комунални предпријатија има во рамки на градот Скопје. Сето тоа го има новиот градоначалник и јас мислам дека исто така и он имаше прилика да се сретне со истите луѓе и мислам дека навистина е време изрел момент за отпочнување на една таква реформа која што би требало да се
реализира следствено по годините, бидејќи тоа е навистина крупна реформа, во таа реформа треба да бидат интегрирани и синдикатите, и вработените, и така натака, затоа што можеби во одредени претпријатија имаме превработеност, зборам на хартија, а во суштина во делот на оперативата ни недостасува човечки потенцијал, што значи дека некаде имаме реално е да си признаеме дека имаме некаква диспропорција која што Тоа оние треба- партиски вработувања кои што се треба да ја работени ништо да надминеме. не работат за да имаат плата. Па јас Што се мислам наложени дека со децении, сега да бидеме новиот градоначалник на Скопје веќе направи потек кој што го исклучува тој аргумент во иднина да ни се повторува, така да се надевам дека ќе опстои на неговата првична реализација како идеја. Тоа е едниот момент. Вториот момент кој што сметам дека треба да се направи, меѓутоа за тоа треба да си каже ресорот кој што е задолжен за тоа. Само ќе ве потсетам дека цената на услугата на комуналните претпријатија во најголем дел се утврдува на седница на совет. И тоа утврдување на висината на цената на комуналната услуга, сакали или не, секогаш е зависна од политика. Можеби, повторно ќе кажам, ќе си каже ресорниот министер за ова дали правилно размислувам или не, но ова е мој личен став, можеби е време да регулаторот, како што одредува висина на електрична енергија, така да ја превземе одговорноста и во делот на одредување на висина на комуналната услуга во рамки на јавните комунални претпријатија, за да на еден, би рекол, можеби посоодветен, постручен начин, Да, и сега вода одредува и ѓубране, одредува регулаторната комисија, значи по они се претходно донесена одлука на совет. дава минимум и максимум, па советот мислам дека они даваат минимална колку е услугата, колку е максималната, а советот си Врз бира основа на меѓу нив. бизнис. Поентата ми беше цената на услугата, на комуналната услуга да биде тотално растеретена од политички притисок. Тоа ми беше поентата. Че се успеели во тоа реално. Видете, јас да е директно во мојот ресор ќе ви кажев до 28 низ овие 3 години планирам да ги ажурирам базите на данични обврзници. Ова е во друг ресор, сепак треба да си се каже оној кој што си е одговорен. Јас само кажав дека ова е мој лично Така, гледање да. на работите и дека можеби е време тоа да се случи. На крајот на денот јас сум повеќе од уведен дека е неопходно да се спроведи една кампања на испорачување на квалитетна услуга од страна на комуналните претпријатија. Верувајте ми, висината на услугата не е секогаш предмет на револт заради тоа што е многу висока или многу ниска, туку јас сум убеден дека е повеќе предмет на револт од тоа што граѓаните, сите ние овде во собава, не ја добиваме соодветно од страна на јавните комунални претпријатија. Така. Значи, и затоа пак ќе кажам, мора да има одговорност. Се е ова опишано во закони, Горан. Така, Значи, ама- све буквално е ова опишано во закон. Ама еве го моментот, законот вели, ако директор на јавно претпријатие 2 квартала, пола година има работи со загуба, Негативен финансиски резултат треба да се разреши. Да се разреши. Така е. Колку е тоа направено до сега за 34 години? Видете сега, јас не сум имал Компир. прилика да разрешам. Да, ма Затоа што не сум имал можност да бидам некаде. Но, пак ќе кажам, одговорноста нема да го екстрахира градоначалникот. Тоа се трудам да објаснам. Значи, ако едно јавно комунално претпријатие не испорачува соодветна услуга, вие како градоначалник се зборам на општина во која што функционира тоа јавно претпријатие, не можете да кажете јас стварно не знам. да, ма значи, еве, на крај на не ден и кај- испорачува и кај директорот, вас ќе прави дојде негативни фактурата. резултати, градоначалникот мува него лази. Па ќе изгуби на следни избори, нема Ама не поинаку. губи наследните, бидејќи е наследено и тоа е ние живееме во една бара и навикнати сме нашите комунални претпријатија да работат со минуси, Сега- бидејќи минималната услуга ја даваат, затоа што централната власт ќе дотира или општината ќе најде пари да се заврши и пак има некои, ајде да кажеме, нелогични економски действија за да можат да бидат комотни и да не ги разрешуваат директорите. Зошто не се направи ако не го разреши директорот после тоа да има одговорност градоначалникот, не постапил според закон.
Зошто да Сега- нема директно, а не со референдум, туку не постапуваш, братче, ќе те казнеме толку и толку пари. Нели 6 зборуваме- плати, 12 плати. Нели зборуваме да менуваме? Тоа е, ајде да го Нели смениме. Зборуваме да менуваме работа. Ајде, ова е прашањето, зошто не се спроведува закон? Ние од страна на централна власт немаме што да менуваме затоа што тоа е препознаено во закон. Тоа е, Ама не е функционално, мора да го направите функционално. значи, повторно ќе кажам, одговорноста е на градоначалникот во делот на именување и во делот на разрешување. И тоа нема да го екстрахира ниту еден градоначалник од дополнителна одговорност, ако покаже со прстот и каже директорот е крив, јас немам појма. На крај на денот градоначалникот секогаш ја плаќа фактурата за ручекот, верувајте ми. Да, но не го плаќа на избори, бидејќи ви кажав како функционира Па кај нас. не сум согласен сега дека е така. Хај сите јавни кои добро да окей, ова е горливо прашање, мора да се најде решение Јас ги кажав за јавните предпријатија. двата мои аргументи кои што можеби, што не ќе кажам лично гледиште, кои што треба да се направат, во кои што треба да бидат вклучени, реков, и синдикатите и раководствата и нормално општините и така натака, за да се направи едно редефинирање на комуналните предпријатија и секако во делот на утврдување на висината на комуналната услуга, сметам дека можеби треба да се размисли и соодветно е време да биде комплетно растретена од политичка одлука, туку да биде версус она што го испорачува и дополнително од друга страна јавните комунални предпријатија да го подигнат квалитетот на испорачаната услуга за реално да можат да ја добијат и довербата од граѓаните за да после тоа не спорат дали треба или не треба да се плати сметка. Само уште една илустрација Да, ќе ви кажам, јас имав прилика да бидам директор во Водовод, еден мој несреќен период од животот, за жал, заради претходното Добро, тоа не е начистено кој беше во право или во криво, дали вие или Па јас мислам дека го кажа релевантни институции кои што се Добро, кредитори окей. на овој. Добро, Само добро. уште една работа да кажам. На примопредавање на позицијата директор на Водовод и канализација Скопје, во моментот Водовод имаше 4 милиарди денари побарување. Знаете колку пари се тоа? Многу. Многу. Токму Многу. тоа сакам да ви кажам. Многу се. Тоа 4 милиарди се сериозна пара. Но зошто не се наплатени? Зошто Тоа не е главното прашање. Дел застарени, дел починати ја должат, така натака и така. Тоа е тоа што ви го кажувам јас, немање бази на податоци. Нема. Знаете, доаѓаме до едно прашање. Знаете ли дека Ја која видов таа бројка, мислам, навистина тоа е сериозно многу. има Проблеми со наплата од правни лица. ние многу немаме предизвици. толков хаос со нумерацијата во град Скопје, за град Скопје веројатно и во другите општини. Значи се случува еден стан да се води на 3 различни адреси. Значи баш пред некое време ми го спомна тоа баш како Не сум куриозитет. видел таков. Еден стан има 3 различни адреси. Менувано и има 3 различни адреси. Има човек што оди на адресата да достави писмо од суд, да го достави на 3 различни адреси. Каде е, што е, што Ова се прв тоа. пат го слушам. Да знаете. Можно е ова Не, прв пат не, го слушам. ова Мислам, од 100% проверено, бидејќи го познавам лично човекот што требаше да го достави тоа писмо. Еден стан, 3 различни адреси има. Во град Скопје, неверојатно, има цели населби кај што нумерацијата не е постоечка. Како ќе го смените тоа? Зборуваме за наплата на даноци. Како ја, ако не сум нумериран и не знаете, вода ќе ми наплатите, како ќе ми наплатите било што? Данок не имате. све се решава. Све се решава. Кога? Јас ви ја кажав проценката на динамиката на изведени Да, работи. овде треба да почнеме од базичното нумерација. А секогаш од базичното се почнува, затоа ми треба агенцијата за катастар. И треба да Заедно во почнеме соработка со општините. да се бележиме. Секогаш. Ние треба основната статистичка Ќе видите. елемент да го направиме во држава. Слам... Нема да ми замерите што Не, ви не, се нема обратив гајле, сега. нема. И нашата идеја е да менуваме работи. Ние најлесно ни е вака. Не, апсолутно Сега ве поддржувам имаме да ги берете, ама 66 градоначалници. Најверојатно и силите во рамки на парламентот би инклинирале према нас. И ние имаме многу стабилен, ајде би го нарекол, престоен период во рамки на и на владата и на локалната самоуправа. А на крај на денот, тоа време вака или така ќе помине. Најверојатно сме дошли на овие позиции да менуваме работи. Сварно даваме се од себе за да Добро.
нешто оставиме позади нас. Сега една од клучните работи што треба да ја смените, во јавноста веќе се зборува, веќе ни е спомнато во овој подкаст со професорот Борче, го зборевме формирањето на ресурсниот центар. Он има сериозни забелешки на соработката на општините и капацитетот на општините, административните. И една од клучните работи што вие сакате да ги спроведете, освен ова што е базата на податоци за имот и даночната база за општините, е и ресурсниот центар. Така. Ајде да го објасниме што тоа ќе значи и колку ќе биде реално можноста негова за применливост. Значи, ако ги видовме предизвиците со кои што се соочуваат локалните самоуправи, заклучивме дека е насушно потребно да формираме една контакт точка за сите проблеми и предизвици кои што ги имаат локалните самоуправи, и таа контакт точка ја нарековме ресурсен центар. Прво бевме мотивирани од тоа што одредени помали локални самоуправи навистина имаат предизвици со обезбедување на стручен кадар во рамки на своите вработени. Тоа е првиот момент. Вториот момент кој што не иритираше, навистина многу не иритираше, и ја навистина не можев да сватам зашто до сега ништо не е направено по тоа прашање, е што имаме многу пријателски амбасади кои што значително донираат средства во дел на креирање на проекти кои што би требало да бидат помош и поддршка за локалните самоуправи. Не би ги спомнал по имиња, за некој да не ме свати погрешно, но тие проекти меѓусебно не комуницираат. И мене што ми се случува, ја тоа само, мислам, вака и се вознемирувам кога зборам за тоа. Имаме милиони евра, кои што се фрлени на дигитализација, резултат нула, преку еден проект. Други милиони евра, кои што се фрлени на име на дигитализација, ефект нула. Овие два проекти меѓу себе не се познаваат, не комуницираат. Тоа е лудост. И тоа трае децении наназад. И нормално е да дојде пријателска амбасада и да те праша: другар, што направи со париве што ти ги донирав? Затоа ние рековме, во иднина креираме центар, кој што ќе биде во првична форма на проектна основа, а потоа и ќе го институционализираме во рамки на Министерството за локална самоуправа. Ќе биде една контакт точка и за помош и поддршка на градоначалниците и општинската администрација, и ќе биде канал преку кој што ќе се слеваат донаторските средства во делот на креирање и имплементација на проекти кои што меѓусебно ќе се препознаваат и ќе се поддржуваат, ќе бидат след на нешто. За да немаме празен од. Професорот Борче е, мислам дека навистина многу ја поддржува оваа идеја, затоа што он е практично и вклучен во сите предизвици кои што ги имаат локалните самоуправи Веќе со години, децени може работи значи овде. познаваче, еден од подобрите познавачи од финансиски аспект зборувам. Апсолутно, јас многу ми значи неговото мислење, се консултирам, работиме на дневна основа, човекот сака стварно да даде свој придонес, да помогне, и во тој дел мислам дека ова ќе биде иднината во делот на помош и поддршка на надминувањето на предизвиците и проблемите со кои што се случуваат општините. Во моментот ги поставивме сите неопходни основи за формирање на овој ресурсен центар, зборам од статути, правилници, критериуми и така натака и така натака. Во моментот развиваме дигитална алатка која што ќе биде основа во делот на комуникација помеѓу градоначалникот, општинската администрација, ресурсниот центар и сите останати институции како ресорни министерства, како донаторска заедница, биро за јавни набавки и така натака и така натака. Во таа дигитална алатка ќе имаме темплети кои што ќе бидат готови документи кои што ќе би требало на градоначалниците да им дадат можност да ги искористат сите оние позитивни примери кои што нивните колеги од други општини ги работат. Веќе од следната недела, ако не се лажам, а може би ќе стигнеме и до крајот на оваа недела, издвоивме еден патоказ за сите новоизбрани градоначалници, и тој патоказ треба на градоначалниците да им даде буквално насока што треба да направат во првите 10 дена од преземањето на мандатот. Што треба да направат во првите помеѓу 10-тиот и 30-тиот ден. Што треба да направат помеѓу 30-тиот и 100-тиот ден и така натака и така натака. Значи да им помогнеме на новоизбраните градоначалници кои што можеби првпат се соочуваат со јавна функција, со јавна администрација и така натака, да им дадеме патоказ во делот на ајде да кажеме запоставување, заседнување во рамки на нивната нова позиција.
Дополнително работиме на имплементирање на мерење на развојните потенцијали. Видете, ние како држава во минатото не сме имале механизам да на некој потенцијален инвеститор му дадете параметри, социоекономски, демографски и така натака параметри, за он да може поедноставно да процени каде е најдобро место за неговата инвестиција. Тоа го правиме го направивме веќе на регионално ниво. Сега го спуштаме уште подоле. Сакаме и на локално ниво да го мериме. Локалниот развојен индекс ни е многу битен, затоа што не можете вие да одите по светов и да барате некој да инвестира милиони евра, кога не знаете во кој град колку има работна сила и од кои области. Тоа се многу сериозни параметри и индикатори кои што треба да дадат една слика за оваа држава, да каже дека е сериозна, дека навистина е спремна да абсорбира инвестициски средства и така натака и така натака. Значи, навистина, диапазонот на услугите кои што ќе ги дава овој ресурсен центар, ќе биде, би го рекол, се неограничен. Најбитната алатка уште една и ќе застанам, за да има можност да одговорам на вашите прашања. Формираме пул на експерти. Експерти од сите области на изворните надлежности кои што ги имаат градоначалниците. Потпишавме меморандум за соработка со универзитетот. Ќе отвориме наскоро и јавен конкурс за сите оние експерти кои што гледаат интерес и сакаат да придонесат, да помогнат на општините, се пријават согласно критериуми кои што ги прават експерти, би ги избрале тие експерти кои што ќе бидат на располагање на локалните самоуправи и да речеме, доколку општина X нема соодветно лице стручно да проектира буџет за 26-та година, преку дигиталната платформа добива на услуга експерт кој што би и помогнал во креирање на буџетот, би дал ноу-хау, индиректно би обучил и некој друг и така натака и така натака. И сето тоа ќе биде free of charge за општините. Тоест, без така. Сега дојдеме до прашањето колку ќе биде ова спроведливо, колку ќе заживее овој ресурсен центар, колку ќе има финансиска поддршка, политичка волја и колку ќе биде функционален и оперативен. Затоа што многу вакви измени и нови форми на соработка имало обиди да се институционализираат, но не заживува, не добивале живот, не функционирале и останувале само уште една институција која што е желба или намера на некој министер или на некоја влада и не е функционална, односно само ќе ухлеби, што би рекле, ќе вработи и ќе даде паричка на неколку луѓе таму и толку ќе заврши. Значи јас ќе направам се што е во моја моќ ова да профункционира. Не заради тоа што ова е мој проект или така натака. Ова е многу битно за помошта која што се дава кон локалните самоуправи, кон регионалниот развој, без разлика дали доаѓа од централниот буџет или од донаторската заедница, да се пласира, канализира преку една контакт точка. Да не ни се разводнуваат средствата кои што верувајте, мако трпно се трудиме да ги обезбедиме и од донаторите и од централниот буџет. Доколку ова не профункционира го, ние повторно ќе се вратиме на ова ниво на кое што сме биле можеби пред неколку месеци. Зашто? Заради тоа што повторно ќе се јави некоја донаторска амбасада која што ќе сака да даде средства за реализација на некој проект. Тука одма ќе се раскокаат сите имплементаторски агенции кои да ги добие тие средства и понатака суштината и потребата на државата не велам дека се избегнува, но можеби се заобиколува. Така. Ето, имам две прашања за крај. Првина за нешто што остана да лепди во емисијава, а тоа е во овој подкаст, тоа е јавните набавки во општините. Се нотирани од сериозни релевантни истражувачи на оваа тема, кој што јас многу им верувам дека тоа се добро поле за корупција.
Значи јавните набавки се сведуваат на еден или две максимум фирми, порано биле 3, сега се повторно 2, а најчесто една фирма која е понудувач, има сознанија и индикации за зголемена корупција, не се дава услугата, најефтината цена е услов, па тука постојат она што се вика народски шешбеш комбинации, секој да се биде задоволен, а граѓаните да не ја добијат посакуваната услуга, односно да не ја добиват квалитетна услуга, иако плаќаат за таа, иако гледаме дека не баш за се плаќаме. Сметате ли дека има шанса некако да се намали корупцијата при јавните набавки, бидејќи гледаме дека се влошува во тој сегмент, повторно доаѓаме една-две фирми да се јавуваат, што во суштина нема конкуренција, па имаме плюс тока и договарање сеука меѓу двете фирми што се да не си ја соборуваат цената, да држат одредена цена, едноставно да не биде во интерес на граѓаните. Сметам дека овој проблем не е истакнат само во делот на јавните комунални претпријатија или во делот на локалните самоуправи, можеби ова треба да се гледа генерално како да се превенира потенцијална корупција доколку некој ја види, согледа и така натака. Би сакал тука да споменам дека заедно со ДЗР во рамки на ресурсниот центар, потоа ќе ви одговорам на прашањето, изработивме еден водич како да се надминуваат сите оние забелешки и препораки кои што Државниот завод за ревизија во изминатите повеќе од 10 години ги дал кон локалните самоуправи, се со цел да им се даде еден патоказ како да се практично оние препораки кои што ги дава Државниот завод за негативни мислења има за сите ревизии, 6 мислам дека беа во последното, се сите со негативно мислење. И тоа ќе им го дадеме како готов документ, како да ги надминуваат и имплементираат препораките. Сега во делот на јавните набавки, јас повторно ќе се вратам на тоа на моje силно уверување, а тоа е дека треба еднаш за секогаш да престане системот на неказнивост и дека сите институции во рамки на системот треба да си постапуваат согласно своите обврски пред се и овластувања. Значи, доколку има некаде потенцијална корупција, доколку се видела таа потенцијална корупција, треба да се превенира и тоа се знае како се превенира. Тоа не може ниту централната власт да го направи, ниту градоначалникот, ниту никој. Апсолутно секој треба да си одговара за своите постапки и тука не треба никој да има никаква дилема. Во делот на, ако ми зборите за законот за јавни набавки, тука пак тоа не е во рамки на моите ингеренции, но од искуство, можеби тие под кои што подлежи овој закон треба да се прашаат дали најефтината цена како критериум е секогаш најефтина. Затоа што навистина добро кажавте, можеби има и такви моменти каде што фирмите кои што се јавуваат на тие јавни набавки можеби се договараат меѓусебно. Па после има анекс на анексот, па анекс на анексот, па има тоа. Ама анекс на анексот не застарува. Тој што го подпишува треба да мисли и за после тоа. Ама гледаме дека 30 и нешто години веќе наназад, ако се враќаме, никој ништо не одговарал, дури гледаме за Ауди сега ќе го продава Менди Ќура, баш денеска прочитав дека ќе го продава што го набавил Мерко, па ником не одговараше, нешто го врзма по судови екс-градоначалникот на Струга, ама за други работи, а не за во криза, во блокирана сметка општината да набави 66.000 евра возило и мува да не го лази, никој да не истражи и да не го гони директно. Повторно ќе кажам, системот на неказнивост треба да застане. Добро, ајде уште една многу важна жешка тема. Нашите општини имаме етничка територијална поделба нефункционална. Гледаме дека тоа е болка од 2005 година, нема да се навраќаме сега како бидна, што бидна, па имаше соодложени дејствија, имаше и ќотеци по Струга, еден премиер тогаш го чека и сето тоа, но не ми е поентата сега тука да зборам за етничка поделба од аспект кој што добил, бидејќи тоа не нит поддржувам било какви етнички тензии, нит поддржувам етнички поделби, туку мене ме интересира функционалната територијална поделба. Гледаме дека имаме голем дел општини што стварно не би требало да постојат. Не може да ги извршат своите услуги. Дали е на повидок нова територијална поделба, колку и да биде ова прашање политизирано и од етнички аспект многу горливо и сето тоа? Вие, Горан, најверојатно сте посветиле внимание баш на локални самоуправи. Јас не би бил толку многу сигурен дека има општини кои што навистина не треба да постојат. Јас мислам дека треба... не се функционални, Да, не се функционални. но јас сум не ги дават услугите. Поборник на едностепениот систем на локална самоуправа и ќе ви кажам зашто. Заради тоа што ние треба да градиме само одржливи општини без да има при тоа
некој да е над некоја општина. Тоа е неспорно. Тоа е сега. Во тој дел јас како министер ќе направам се за тоа да им го овозможам. Затоа давам максимално што можам да дадам во делот на зголемување на човечкиот потенцијал и во делот на аутсорсинг помош за извршување на своите надлежности. Давам максимално што можам да давам во делот на ажурирање на базите на даночни обврзници. Направивме све што може да направиме како централна влада во дел да им помогнеме да се инвестира во делот на основната, на базната капитална инфраструктура. На крај на денот да ги исцрпиме сите овие можности, да знаеме дека сме направиле све што можеме да направиме, да направиме едно резиме дали е успешно или не е успешно, а најлесно е потоа да се влезе во некаква, можеби нова територијална прераспределба за која што јас се уште сметам дека во овој момент не би требало да случува тоа, се додека не ги исцрпиме сите можности кои што ни стојат на располагање во рамки на постоечката. Инаку, оној кој што разумно гледа на работите, оној кој што си ја сака својата држава, моментот на, како да кажам, територијална распределба не би требала да е база етничката припадност на жителите. На крај на денот, локалните и регионалните политики се креираат врз основа на функционалност и врз основа на успешност и справедливост во насока на креирање и реализирање на проекти за добробит на граѓаните. Да, ама ние го дигаме тоа на етничко. За жал, ние на етничко ниво го издигнуваме тоа прашање и имаме врз основа на тоа и нефункционални општини затоа што сите оние, да се запазни некоја етничка застапеност. Сите оние транзицијски политичари кои што ја јаваат на грбот на оваа држава повеќе од 30 години, кои што за среќа после локални избори остана неколку, секогаш во недостаток на продуктивни идеи и проекти за добро на граѓаните на Република Македонија, креираа етнички тензии. Фала на Бога, после овие локални избори, сите тие транзицијски политичари за многу кратко време ќе ги пензионираме. Значи во суштина нема на повидок не е нова територијална поделба. Не гледам потреба. Добро. Океј, на пример сега за сега не гледам потреба. Знам неколку општини што стварно на пример, да не ги спомнувам, кај што не може ни избори да се спроведат заради немање минимално сега владата ќе именува повереници. Тоа значи не може да функционира како општина, има некој проблем со таа општина, таа треба или да се присоедини за да може да добие управување легитимно, легално и сето тоа. Значи, ако у 4 општини ние имаме повереници, се постава прашањето дали таа би требала да биде и општина и понатаму. Ако тргнеме од тој аргумент, еден од аргументите, мислам јас и финансиски можам да зборувам. Ви зборувам, многу честно сега го правиме муабет без политика, без Не, апсолутно, јас максимално искрено. Да, зошто да се плашиме од процеси кои што треба да донесат подобро? Ама никој не се плаши. Јас почнав да менувам закон за локална самоуправа стар повеќе од 20 години, без при тоа да бидам сигурен дека ќе го сменам. Ја воопшто не се плашам од, видете, и јас, и луѓето во владата, и народот на Република Македонија не треба да е резистентен на промени ако тие промени носат нешто подобро. Не можеме веќе поинаку да делуваме. Значи мораме прогресивно да делуваме во рамки на носење на реформи. Ја не се плашам од ниту една промена што ќе донесе подобро за оваа држава. Но прво сакам да ги искористам сите можности кои што ми се сега дадени на располагање во рамки на постоечките граници на општините, да видиме дали може би нешто во минатото погрешно се правило, па довело до оваа ситуација. А ако не се смени и покрај сите овие работи кои што јас ги споменав пред малку, тогаш ќе бидам првиот поборник кој што ќе каже дека нешто треба да се смени во делот на териториите на општините. Апсолутно немам никаква задршка. Почитуване, Златко Перински, министер за локална самоуправа, дел од овој подкаст, ви благодарам што дојдовте. Благодарам на можноста. Мислам дека беше интересен разговоров, отворивме многу теми, начепнавме и мене ме интересира оваа проблематика, бидејќи пред се општините ги гледам како нешто што треба да ни даваат услуги, а зашто ние треба да платиме како граѓани, така што ќе видиме како ќе се развива целава оваа работа, ќе видиме ресурсниот центар како ќе функционира и како ќе спроведете
даночната база Ажурирање на на ажурирањето на даночната база за општините, баш ќе ме интересира. Се надевам дека ќе бидам уште во новинарството за 3 години да следам што ќе сработите. Ви благодарам уште еднаш, како што Благодарам на реков. вас. Тоа беше се. Наредната епизода ќе биде посветена на буџетот и за 2026 со реномиран професор ќе го анализираме, ќе ги бараме добрите, но и лошите страни на тој буџет и да ви одговориме во суштина, да ви дадеме одговори што може да очекувате во 2026 од аспект на фискалната политика на владата. Така што ви препорачувам и наредната епизода да не гледате толку од мене, се гледаме за 7 дена од сега.